Ако до петок не се најде решение за исплата на субвенциите за земјоделците, од наредната недела ќе има протести. Ова е ставот на Сдруженијата на земјоделци по средбата со министерот за земјоделство Михаил Цветков. Во понеделник е најавена нова средба во ресорното министерство, пошто земјоделските здруженија ќе одлучуваат кои чекори ќе бидат превземени. Тие бараат веднаш да им бидат исплатени субвенциите од минатата година, бидејќи се на стартот на новата производствена сезона, а пари им се потребни за репроматеријали. Станува збор за околу 55 милиони евра кои заради неформирањето нова влада исплатата е закочена. Струмичките земјоделци уште пред 10 дена реагираа и побараа исплата на заостанатите субвенции кои законски требаше да ги добијат до крајот на минатата година, но заради изборите тие се пролонгираа. Бараме значи да се деблокира исплатата на субвенциите, бидејќи сезоната е во тек, сакаме да го организираме производството, меѓутоа нема обратни средства. Потребно ни е нафта, ѓубриво, пестициди и други репроматеријали, каде што ни требат пари. Значи во поледелството припремата на почвата е веќе за пченка, во градинарството исто така, тутунарите ги чекат субвенциите и мислам двете партии да најдат заеднички јазик и да ги пуштат субвенциите. Законот за земјоделие и рурален развој, пак ќе повториме, член 61 став 2 вели дека субвенциите се исплаќаат текуната година до крајот, тоест до 12 месец 31 текуната година. Меѓутоа, зошто во тој закон никаде не е нагласено да во случај на одржување на избори за било каков тип станова не се исплаќаат со одреден временски период истите. Затоа, почитуван господине министре, уште еднаш ве замолуваме во најбрз временски период субвенциите да бидат исплатени на земјоделските производители. Според Министерството за земјоделство, проблемот е што субвенциите се опфатени со 4 закони. Законот за земјоделство и рурален развој вела дека Министерството е должно субвенциите да ги исплатат во тековната година или најдосна до 30 јуни наредната. Но според изборниот законник, 20 дена пред почетокот на кампања и до формирање влада, не може да се исплаќаат субвенции. Кривичниот законник пак предвидува санкција ако раководителот го прекрши овој закон. Субвенциите се регулирани и со антикорупцијскиот закон. Сето тоа придонесе да се заглават субвенциите кои уште еднаш посочија дека се спремни и на порадикални чекори ако не бидат исплатени.